Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Дали дебелината може да доведе до зголемено излачување инсулин во крвта? Што е тоа инсулинска резистенција? Дали исто што и пред диабетес? Какви улогата на централната, односно стомачната дебелина кај оваа состојба? Може ли инсулинската резистенција трајно да се реши единствено со намалување на телесната тежина? Имаме бројни дилеми кои што денеска ќе ни ги разреши професор доктор Милчо Богоев, ендокринолог од ПЗУ професор Богоев. Започуваме по рекламниот блок. За покачената телесна тежина и инсулинската резистенција, односно за поврзаноста помеѓу дебелината и покачениот инсулин во крвта, денеска разговараме со професор доктор Милчо Богоев, ендокринолог од ПЗУ професор Богоев. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, драго ми е што ме викнавте. Професоре, често пати можеме да слушнеме како некој некому дава совет, немој да јадеш благо, немој да јадеш сладко, ќе се поправиш, а сладкото ќе премине во масти. Дали ова навистина така? И ако е така, дали е особено проблематично доколку мастите се наталожат во стомачната регија? Прашањето е многу сложено, обично се оди на првичните препораки лаички, се да се оди на комплетна рестрикција на јаглени хидрати, односно шеќери, без да се нагласи кои видови шеќери, какви, кога и кај кого. Сакам да кажам дека и кај диабетесот во исхраната, што ја советуваме диабетична исхрана, че тоа спаѓа во групата на здрави исхрани, јаглените хидрати треба да заземат негде од 50-60, па по некои школи и до 70% од дневниот внес на продукти. Тоа значи дека главниот дел сепак се јаглени хидрати, на кои што е човекот навикнат од самото постоење. Тие биле најдостапни. Се разбира, тука сакам веднаш да нагласам дека не станува збор за јаглени хидрати кои што се чисти, како што е, например, белиот шеќер или кафениот шеќер или скробот и така натаму и така натаму. Значи да се избегнуваат јаглени хидрати кои брзо се ресорбираат, бидејќи нивната ресорбција допринесува за таложење во втор степен на масно ткиво и телесна тежина, како сакате. Значи, јаглените хидрати треба да се сложени, споро да се ресорбираат во организмот и по можност добар дел од нив да не се ресорбираат, односно да бидат исфрлени. Голема помош во таа исхрана спружаат така наречените влакна, растителни влакна, кои што негде треба да се движат негде околу 15 до 20%, 15% отприлике во дневниот внес на храна. Овие растителни влакна ги има и во овошјето доста и посебно во зеленчукот. И во оние видови храна кои што кај нас се доста популарни и се консумираат многу, како што е, например, гравот, леќата, спаначот и други. Така. Да. Грашок. Да, од тој тип. Растителните влакна слабо се ресорбираат или минимално, затоа што се во главном од целулоза. Имаат способност да врзат за себе бактерии кои што се штетни и најголем дел од нив се исфрла преку столицата несварен и врши еден вид на детоксикација. Она што е поважно и за нашите гледачи и во врска со прашањето беше и тие даваат чувство на ситост. Значи не треба премногу да се јаде, ќе се внесат тие слабо ресорбтивни шеќери, и влакна и обично е доволно за ситост. Меѓутоа, многу е непоштено да се каже дека со тоа ќе се реши телесната тежина, ако некој има надвор од потребите телесна тежина. Ја само да направам една девијација од разговорот, нали, секој што има, ние ја мериме телесната тежина и висина и одредуваме така наречен телесен индекс, маса, BMI, Body Mass Index, кој што има неколку степени и према тоа ги рангираме пациентите дали се надхранети, дали се дебели први степен, втори степен или евентуално трет степен. Сите овие степени захтеваат различен третман и се третираат различно. Например, надхранетите и првиот степен, што се некаде до 30-35 Body Mass Index,
тие можат да се регулираат со една правилна здрава исхрана, а обично и физичка активност. Обично нема потреба од лекови или помошна терапија. Меѓутоа, другите степени, каде што имате пациенти кои што имаат поголема телесна маса, веќе мора да се вклучат медикаменти. И во четвртиот степен, каде што има енормна телесна тежина, за среќа кај нас се тие доста ретки, меѓутоа на Западот ги има многу и се проблем, голем проблем. Кај нив дури се препорачува како и прва инстанца хируршка интервенција. Баријатриска операција за намалување на желудникот. Сето тоа е убаво кажано, изгледа розово, меѓутоа не е далеко. Во пракса ништо не е така едноставно, ништо не е лесно. Ке зборуваме денеска за инсулинот, ако сакате додадете. Сакам да кажам дека илузија е да ако се смета дека зголемената телесна тежина или дебелината, грубо речено како сакате изразите се, е проблем кој што денеска е решен или решлив. Апсолутно тука медицината многу споро напредува, да не речам успехот е помалку од скромен. И покрај новите лекови кои што се додаваат, се додаваат во неколку категории. Првите лекови беа симпатомиметици, па потоа антиепилептици со антипсихотици, антидепресиви, па понатаму разни инхибитори на мастите во цревата, се до најновите глукагон лайк пептид кои што се денеска многу популарни и доста скапи. За сите нив можам да кажам, да не зборам уште изумив за баријатриската хирургија или цревната хирургија желудочна, која што оди со разни видови на подврзување и така натаму, која што во почетокот може да има одлични ефекти, дури кај пациенти со дијабетес може и да го анулира, да го искорени дијабетесот. Меѓутоа, при овие состојби има многу негативни нуз ефекти, огромен број на самоубиства, нарушување во однесувањето и исто така нарушување во електролитниот и статусот на крвната слика. Така да е сето тоа Општо не е едноставно. Нити едноставно, нити без ризик. Јас би се осврнал, доколку ми дозволите, и интересно можеби за нашите слушатели, се повеќе сме сведоци дека луѓето на своја рака или чуле некако па купуваат овие GLP-1 агонисти, кои што се популарни по вокација, меѓутоа не се популарни по цена, кои што се убризгуваат сега еднаш неделно, има и во вид на таблети, се расширува консумацијата. Меѓутоа морам да кажам дека и овие медикаменти, ако даваат ефект на смалување на телесната тежина и подобрување на дијабетесот и позитивен ефект врз срцевата работа и други ефекти кои што би ги напоменал, посебно појачаното чувство на ситост, што е многу важно. Сите тие делуваат тогаш додека пациентот ги зема. По престанокот на земањето обично настанува ребаунд ефект. Не мора да значи тоа дека баш се ќе се врати на старо, меѓутоа добар дел од тегобите што биле ќе остануваат. Сакам да кажам со други зборови, не е можно човек цел живот да ги зема тие лековите. И така да си одржува телесната тежина. Посебно би сакал да напоменам, без консултација со лекар, бидејќи покрај споменатите нуз ефекти, кај добар дел од пациентите даваат гадење, повраќање. Денеска е позната така наречена Оземпикова уста, која што кај млади луѓе кои што имаат зголемена телесна тежина дава големи набори на устата, како кај стари особи од 80-90 години и така натаму. Можност за карциноми. Воопшто не е ова наивно. Да, воопшто не е наивно. Сакам да им препорачам на нашите слушатели, односно гледачи, дека сепак треба да се консултираат. Мора бидат крајно внимателни кога станува збор за лекови за дијабетес, ги нарекуваат всушност тие беа ги прво за користат дијабетес, а сега се слабење. користат и за слабење и така натаму. Јас сам уште еден факт ќе напоменам, она што не е многу познато, е следно дека искуството со оваа група лекови е сепак многу мало, за разлика од искуството со инсулин или други лекови кои што се даваат во секојдневната пракса.
мултидецениско искуство. Затоа што видите, тие се цревни хормони кои што се лачат во горниот дел на тенкото црево, кои што се нормални. Ситост, така. Нормални кај сите луѓе. Меѓутоа, самиот организам нив ги елиминира за неколку минути. Самиот организам. Тоа е така направено. Сега вие му давате препарат кој што е сличен на овој, за да не можат ензимите да го елиминираат и ви трае цел ден или недела дена. Мислам дека е прерано да се ценат ефектите и да се многу фали нешто за што треба многу децениско искуство, како например со инсулин и така натаму, да не навлегуваме во тоа. Значи допрва треба да има истражување и анализа на анализа на информациите постигнатите резултати во еден подолг рок на 10-20 години и така натаму и така. Добро што ги предупредивте гледачите за сето ова, да само во најдобра намера. И да внимават на своето здравје, а за тоа како ќе ги симнат килограмите, постојат и некои други решенија. Денес ќе проговориме за инсулинската резистенција. Професоре, сите знаеме дека инсулинот е поврзан со нивото на шеќер во крвта. Сега како тој се излачува во текот на денот? Дали е исто нивото на инсулин наутро и навечер? Пред јадење, за време јадење, после јадење. Како изгледа тој процес? Командувањето со секрецијата на инсулин е исклучително сложена и мислам дека не е местото тука. Ја само накратко, дали во текот на денот се исти нивоа? Во текот на денот инсулинот се лачи постојано. Значи има постојани фракции. Интервалите на лачење за разлика од некои други хормони и материи во организмот е дисконтинуирано. Значи, инсулинските внесови во крвта се одвиваат на интервал од 3 до 6 минути. Во меѓувреме е потребно тоа време е потребно за да рецепторите или како да објаснам примачите на клетките на кои што треба инсулин да не се дестабилизираат, односно да се држат во некоја тензија. Тоа би било целта. Кај диабетесот таа цикличност е доста нарушена и за тоа би можеле да збориме многу и многу работи се уште во фаза на исследување. Меѓутоа, она што морам да кажам е и да олеснам на луѓето кои што се интересираат за оваа материја е следно, дека мозокот е најголем потрошувач на гликоза, не му треба инсулин. Тој е така направен. Меѓутоа, има инсулински рецептори во автоматските центри на мозокот, како што е хипоталамусот. И видите што е интересно, го напоменувам од причина што секој човек има центри кои што се штелувани на некое ниво. Кое што многу тешко во текот на животот вие можете да го померите да биде почувствителен на шеќер, на повисоки вредности, му требаат повеќе вредности, повисоки вредности или пониски вредности на шеќер. Тоа е така наречена метаболна меморија која што ние за сега во медицината не можеме да ја совладаме, која што е исклучително упорна и која што е дел од причините за неуспехот при лекувањето на диабетесот, дебелината и така натаму и така натаму. Значи тоа се просто да кажам чипови кои што ги имаме во централниот нервен систем кои делуваат независно, кои што се така наштелувани и програмирани да многу тешко можат да го менат своето дејство. Од тука може да се објаснат или утешат особи кои што имаат преголема телесна тежина, а не можат никако да ослабат. Значи тоа е едно од многуте објаснувања кое што е многу сложено и воопшто не е наивно. Професоре, дали секогаш лицата со покачена телесна тежина имаат покачен инсулин? Обично да. Се тука е она прашањето вечно дали е тоа јајцето примарно или кокошката. Така. Дали инсулинот е покачен заради дебелината или покачен причина за дебелината или дебелината за покачување на инсулинот. Она што од истражувањата и во науката е познато дека колку повеќе еден организам има масно ткиво, повеќе масти, до толку повеќе не му треба инсулин. Затоа што тоа масно ткиво се храни исклучиво преку инсулинот, има рецептори на масните клетки кај што инсулинот се фаќа и му внесува гликоза за да може тоа масно ткиво да се одржи, размножува и да живее само за себе. Значи тоа е захтевот кој што го поставуваат тие масни клетки.
Сега тука може да разглобуваме многу ситуации. Зашто до тоа доаѓа? Има многу фактори надворешни и внатрешни. Јас само ќе спомнам, интересно е, дека од надворешните фактори за последните неполни 10 години изменета е исхраната на човештвото со внесување на преку 4000 нови конзерванси. Ако до сега дали се толку или се повеќе, само може да бидат повеќе. Овие конзерванси не е доволно познато или непознато како делуваат на рецепторите и секрецијата на инсулин. Значи, тоа е еден од надворешните фактори кој што е исклучително значаен. Второ, состојбата на самиот ендокрин систем кај човекот. Имате луѓе кај кои што имате поголема секреција на хормон на раст, кој што дава отпорност кон инсулин. Значи, лачи, го тера панкреасот да лачи, меѓутоа во клетките нема доволно шеќер, нема материја. Инсулинот оди во крвта, дава нуз ефекти, многу нуз ефекти, како што е покачен крвен притисок, зголемена телесна тежина, дебелина, задршка на течност и така натаму, да не редиме во сето тоа. Освен овој хормонот на раст, имате и луѓе кои што имаат повишен кортизол и луѓе кои што примаат разни медикаменти, лекови од оправдани углавном причини, како што се, например, кортикостероиди, некои цитостатици и други средства, лекови кои што се примаат многу често во секојдневната пракса и кои што ствараат резистенција кон инсулин, односно го тераат панкреасот да лачи што повеќе, за да тие зголемени концентрации на инсулин нешто допринесат да нешто влезе во клетката и таа се нахрани. Обично колку е зголемен инсулинот кај пациентите со инсулинска резистенција? Има различни скали, негде рачунаме околу 25 до 30 горна граница мили еквиваленти на литар, меѓутоа секоја лабораторија има своји вредности. Има и со троцифрени вредности, веќе се за акутен третман и така натаму. Сега, што ќе се одлучиме, тоа е работа на лекарот. Многу луѓе не ни знаат дека имаат инсулинска резистенција, не се свесни, понекогаш и случајно ќе откријат. Некога жените во менопауза, кога ќе се поправат, па прават анализи и ќе сватат дека всушност имаат покачен инсулин. Еве, во продолжение на емисијата да видиме некои од најчестите симптоми. Ние издвоивме дел од нив, вие ќе ги скоментирате, секако можете да додадете уште нешто. Можеме да го погледнеме толопот со она што обично укажува на инсулинска резистенција, тоа е стомачна дебелина, тешко одржување на идеалната телесна тежина и проблематично слабење. Умор и поспаност по внес на обилен оброк, силна и неодолива потреба за внес на благо, нагли падови на шеќерот, што води кон неконтролиран внес на храна, израстоци на кожата слични на брадавици под градите, пазувите и на вратот, појава на потемнета кожа на препоните и пазувите, нередовна менструација и влакнето кај жените. Ова последното претпоставам дека поврзано со полицистични јајници, но еве можеме да го искоментираме она што се однесува, професоре, да започнеме тука на огромната потреба за благо после оброкот. Дали е тоа еден од најкарактеристичните симптоми? Па може да биде чувство на недојаденост, како да кажам, нема чувство на ситост. И се по нешто се каснува и тоа полека се собува. Да имате нешто напишано што морам да го малку да објаснам. Например, овие израстоци на кожата, брадавици и на вратот спаѓаат многу често во група на вродена инсулинска резистенција, под групата на акантозис нигриканс. Значи, тоа е болест која се среќава во главном кај латино населението, во Северна Америка и кај афроамериканците и кај црнците. Многу повеќе отколку кај белата раса. Значи, се работи за вроден дефект, генетски дефект, при кој што постои вродена инсулинска резистенција. Они може да развијат диабет и нив да им дадете 100, 200, 500 единици инсулин, нема да реагираат како треба. Значи, тоа е тоа акантозис нигриканс се вика, кога на вратот имате појава на темно кафејави бразди, обоеност на вратот и ситни брадавички. Стомачната дебелина дали е карактеристична за инсулинската резистенција? Е еден од параметрите, меѓутоа не е обавезен параметр. Значи може да се наталожат масти на други делови на телото. Јас само да кажам дека ако гледате по стомачната дебелина имате сумо играчи кои што се изванредно дебели.
Меѓутоа, кај нив има стомашна дебелина во надворешниот слој и подкожното ткиво. Најлошо е кога масните клетки, односно маста, се таложи во органите. Тога е веќе Те висцерални масти што ги Да, висцерални масти, тие се многу полоши. Оние што се во кожата, тие се по-бенигни, да речам, захтеваат повеќе инсулин, меѓутоа се во друг контекст. Во однос на менструацијата, промени во менструалниот циклус, косматоска жени и така натаму, сето тоа може да биде во групата на полицистични јајници, што е релативно честа појава, посебно кај млади девојки, пред брак и така натаму, може да биде причина за стерилитет во бракот. Кај нив веќе рутински одредуваме инсулинемија и почнуваме со терапија со, морам да кажам, многу добри ефекти. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани од овој момент се добре дојдени вашите јавувања, вашите прашања на темата на која што говориме, покачена телесна тежина и инсулинска резистенција. Кога, професоре, ќе дојде пациент со некои од овие симптоми, можете ли веднаш да предпоставите дека се работи за инсулинска резистенција или сепак ќе направите испитувања, ќе го утврдувате ли инсулинот кај секој од нив? Какви лабораториски анализи правите за да ја потврдите оваа состојба? Значи, во главном е работа на искуство на оној што работи со овие пациенти. Кај некој кој што, да речем, ако може да се каже, веќе од врата се гледа и нема некоја голема потреба да се одредува. Меѓутоа имате пациенти кои што се негде во некоја средна група. Во тие случаи кај нас рутински одредуваме инсулинемија или доколку пациентот земал некои лекови или некој инсулин, во тој случај С-пептид, значи кој што не зависи од концентрациите на примениот инсулин, друг инсулин, и на тој начин ние дознаваме дали човекот навистина има инсулинска резистенција или пак не. Може има и дефицит на инсулин, во тој случај одиме во спротивна насока. Откако ќе се постави диагнозата, дали веднаш применувате терапија со лекови или најнапред му велите на пациентот пробај да ослабеш и ќе ти се реши проблемот? Точно така се обидуваме да му објасниме, да го некако да ја прифати правилната исхрана, да јаде повеќе пати дневно, не еднаш, два пати, бидејќи тоа ствара глад и онда и после тоа неконтролиран внес на храна, и да обавува некоја физичка активност. Физичката активност зависи од кондиционите услови на самиот пациент, од возраста и така натаму. Доколку тоа нема ефект, во тој случај одиме на медикаментозна терапија. Сега медикаментозната терапија вклучува еден лек кој што е наменет за диабетес, Метформин. Метформин. Многу од лицата кои што се на оваа терапија имаат дилема зошто го примаат лекот кога тие всушност немаат шеќерна болест и нивното ниво на шеќер во крвта наутро е нормален. Каква е улогата на овој лек кај во регулацијата на инсулинската резистенција? Метформинот е многу стар лек. Денеска се произведува во изванреден број на фармацеутски куќи од причини што е изванредно ефтин. И тој ќе видите во многу инструкции и од Американската асоциација, од Европската и од Британската, од било кој, дека е на прво место. Кај тип 2 зборуваме диабетес, не кај тип 1. Тука не. Дејството негово е доста лимитирано и скептично. Во почетокот може да даде некои резултати, меѓутоа тоа брзо исчезнува. Лекот не е така безазлен како што се мисли, колку нешто е како доктор да му дам, да си оди, да е пациентот задоволен, и јас задоволен и да го видам кој знае кога. Значи тоа е многу погрешно. Има несакани ефекти? Има доста несакани ефекти. Еден од најчестите се гадење и повраќање, чести столици, проливи. Исто така се обвинува денеска за лоша ресорпција на витаминот B12 и така натаму. Она што пак би поентирал е следното. Лекот во почетокот може да има ефект и не мора, меѓутоа ефектот е доста краткотраен, така да тој
не е лек кој што би ја подобрил ситуацијата битно кај диабетесот, односно кај дебелината. За разлика од неговиот ефект кај полицистичните јајници, кај што е изваредно подобар, бидејќи тука има вмешаности на други хормони и други фактори. Значи, ова воопшто не е едноставно, ќе проговориме и за другите лекови кои што може да се дадат, но имаме гледач и ќе му дадеме предност. Добар ден! Добар ден! Повелете, во програма сте. Сакам да ве поздравам, вас и професорот, Благодарам. и имам едно конкретно прашање. Сопругот е диабет тип Б Така? и прво беше на метформин, убаво ве слушав, а после 2 години му беше препишан лекот Оземпик. Сакам да прашам докторот колку време треба он да биде на Оземпик или обично колку Оземпик го треба да се зема, бидејќи слушав дека има доста негативно влијание и не може до недоглед тоа да се зема и да се прима. Исто имаше ефект дека намали тежината, беше којазен, ослабе некаде 20 до 30 килограми. Така? Така да прашањето ми е до кога треба да се земе и колку време се зема обично Оземпикот, а иначе направена е компјутер снимка на панкреас, на джигерот и на бубрезите, за сега све е во ред. За сега се во ред. Ви благодарам за ова прашање, навистина убаво прашање. Професора, ние всушност се отворивме емисијата со овој лек кој што се користи многу често, па може ли во недоглед да се користи? Колку време може да се употребува? Нема лимит во време траењето на користењето на лекот. Према тоа може да го користи со години, подолг период, бидејќи сега е згоден и згодно се дава еднаш неделно. Значи, доколку има ефект во телесната тежина е евидентен, 20-30 кг, тоа е драматично подобро. Треба да го продолжи уште до многу долго време, например уште 6 месеци минимум. Ако не и години. Никој не може да ви каже тоа. Треба некакви испитувања да се прават во меѓувреме? Испитувања посебни не, меѓутоа може да проба без Оземпик, дали ќе ја одржи телесната тежина и состојбата. Доколку се враќа назад, треба да се врати пак на Оземпик. Тоа би било најдоброто решение. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден за него. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете. Па вака, се случува при лабораториските испитувања шеќерот во крвта да ми биде помеѓу 6,4 и 6,7. А тромесечниот шеќер е некаде 5,5. Па би сакал да чујам мислење од професорот. Дали е тоа некој преддиабетис и така натаму 56 години возраст. Така, ви благодарам за прашањето. Повелете, професоре. Под прашање да немате, само не ве прашав. Јас не. Единствен одговор за нашиот гледач е следен, да направи тест на оптеретување со 75 грама шеќер. Дури тогаш ќе знаеме дали треба некоја, дали е предиабетес, диабетес или нема диабетес. Каков е тој тест, може ли да појасните накратко? Тестот е многу едноставен, значи во лабораторија доаѓа на главно, му се зема гликемија, обично од вена, меѓутоа може и од капиларна, подобро од вена. Едно земање, му се дава 75 грама гликоза и се одредува повторно шеќер преку венска крв после 2 часа. И тие вредности ние ги анализираме и само врз основа на тоа можеме сега 100% нема ништо, меѓутоа со огромна веројатност да му кажеме на гледачот што има и дали има нешто. Така, уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Поздрав до професорот, немам конкретно никакво прашање. По неговите насоки веќе подолго низ години уназад живееме здраво, превентивно со физичка активност и внимавање на исхрана. Меѓутоа сам воодушевена од толкаво школско излагање, подкованост и такво едно знаење што ве гледам со воодушевување. Секогаш ве следим, ама сега добив таква една желба и инспирација да го поздравим професорот. Имајте убав ден и се надевам оти ќе го послушуват пациентите. Ви благодарам. Поздрав голем и се на југо. Ви благодарам и вам за јавувањето. Искрено благодарам и до вас. Имате исто така и вие пријатен ден. Професоре, што препорачувате покрај оваа терапија која што спомнавме пред малку кај инсулинската резистенција? Давате ли нешто друго? Да.
Има една група лекови која што кај нас е, морам да кажам, на жалост, многу запоставена, исклучително ефикасна, има и нуз ефекти, бидејќи лек кој што нема нуз ефекти, споредни ефекти, не е лек. Не постои. Нема. Значи, тоа е групата на тиазолидин диони, која што кај нас ја има во сите апотеки и е исклучително ефикасна. Меѓутоа, има контраиндикации, затоа мора субспецијалист да одреди. Инаку ефикасноста врз хиперинсулинемијата и диабетесот се фрапантни. Кај нас е групата запоставена од причини кои јас не би ги наведов. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден за него. Добар ден. Ве слушаме На во програма линијата? сте. Да, ве слушаме, повелете. Добар ден, убав ден. Моje почитување до професорот и до водителката. Благодарам. Ќе ве молам, пред 5-6 месеци јас паднав у несве со многу благо јадење, низок притисок и 13 шекер. Меѓутоа, бев во Охрид, се врати во Скопје, бев на ендокринолог и шекерот ми беше 9. Ми даде амарил 2 милиграма. Кога го пиев амарилот овие 4 месеци, во почетокот без терапија и на гладно имав 6,2 шекер. Така да со амарилот ми паѓаше на 3 и не ми беше убаво. Јас го прекинав амарилот и сега ваше мислење, мислам, по тоа прашање. Така, Дали да го добро. продолжам? Ми паѓа шекерот многу од амарилот. Така. И тоа е исто така проблем. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Падот на шекерот исто така многу ги плаши. Има тука две работи. Прво, со 13 не може да изгуби свест. 13 милимола. Значи нешто друго било во прашање, што е, како е, не знам. Тоа сигурно можам да кажам. Второ, амарилот е еден од, можеби, најснажен од препаратите на сулфонилуреа. Има концентрација од 2 и од 3 милиграма. Бидејќи кај пациентката прави хипогликемии, поради неговата снажност и изразит ефект, пациентката добро направила што самата го прекинала. Бидејќи чести хипогликемии се многу релевантни за здравјето, посебно за мозокот, отколку да биде шекерот малку повисок. Така да сметам дека добро направила. Добро направила што прекинала. Професоре, дали инсулинската резистенција може целосно да се излекува? Па мислам делумно одговорив на ова. Да се излекува сосема, како например, што знам, кијавица или нешто, мислам дека е сосема невозможно. Од причина што јас кажав на почетокот, така се наштелувани, наместени центрите во хипоталамусот, кои што имаат директна команда преку симпатикус и парасимпатикус врз секрецијата на панкреасот. Прашањето е, подобро би било следно да биде. Хиперсекреција на инсулин ќе има, ќе давате средства и понатаму ќе има. Значи, да, ќе си Меѓутоа, остане. прашањето е следно. Прашање до кога? Бидејќи панкреасот има одреден капацитет на лачење, да речем, за програмирање за некој 50, 60, 80 години, зависи кој како ќе го троши. Кога ќе го истрошите вие тој капацитет, клетките во панкреасот кои лачат инсулин, бета клетките, не се регенерираат и вие тогаш добивате диабетес. Значи, тоа е едно со друго многу Тоа е побрзано. патот. Затоа и го нарекуваат всушност предиабетес. Целта овој е ние период. да ја намалиме секрецијата на инсулин, за да сачуваме резервите во бета клетките, за да тие ни траат подолго. Во подолг годишен или децениски период. Тоа би било главната цел и да ги спречиме нуз ефектите од хиперинсулинемијата. Пак ќе ги напоменам. Зголемена телесна тежина, зголемен крвен притисок, нарушување на срцевата акција поради задршка на течност и така натаму и така натаму. Дали жена со инсулинска резистенција може да одржи здрава бременост? Жена со инсулинска резистенција по правило може да одржи здрава бременост доколку гликемиите се добри. Доколку се добри. Затоа што најчесто во текот на бременоста се појавува покрај ова инсулинска резистенција и диабетес во тек на бременоста. Гравидарен диабетес, како се вика. Гестацијски Гестацијски, како сакате.
Во тој случај мора да зема без разлика на што мора да зема инсулин за да тоа се супримира. Така да доста е деликатно прашањето и ако се зема инсулин најчесто со долго дејство и во мали дози. Значи тоа е посебно сложено прашање, во принцип може да забремени и да роди нормален прот. Професоре, повеќето од оние што имаат инсулинска резистенција не може да ослабат. Навистина се мачат. Даваат се од себе, но го објаснивте механизмот, сето тоа оди многу тешко. Доколку остане таква состојбата, дали тоа сигурно ќе води кон дијабетес? Па не знам што да ви кажам, многу е тешко прашање. Во голем процент да. Во голем процент да, бидејќи реков причините се исцрпуваат панкреасните резерви, лека по лека. Меѓутоа и не е обавезно да многу дебел човек има дијабетес, барем во моментот кога го истражуваат. Меѓутоа на крај сепак најголем дел од нив, да напоменам, завршува со дијабетес кој што тешко се контролира и регулира. Така, покрај терапијата која што им е дадена, треба физичка активност, каков тип на физичка активност и исто така не е лесно да се откажеме да го конзумираме она што го сакаме, а кога станува збор за инсулинска резистенција, тоа треба да биде всушност откажување за секогаш. Не сме да се проба, да речеме, прост шеќер, се прават толку силни рестрикции, доколку инсулинот е повеќе кратно покачан. Не знам дали има човек кој што може да издржи такви апсолутни рестрикции. Да, била да не лизнеш шеќер. Ќе прават повремени, да речем, пикови, внес, која ќе има погодни прилики и така натаму. Она што би сакал да им напоменам за доброто на нашите пациенти се неколку работи, да ги избегнуваат тие чисти шеќери, колку што може. Второ, најважно е да не внесуваат засладени безалкохолни пијалоци. Засладени. Так. Како што се, например, разни Кока-кола, Фанта, Јупи, не знам, кои имаат шеќер. Меѓутоа, сега читаме и сме сведоци дека во светската литература се обвинуваат и засладувачите, вештачките засладувачи за појава на дијабетес, односно за хиперинсулинемија. Како што е најчесто се првиот сахаринот најмногу се оспорува тука, меѓутоа за другите се уште се работат студии, така да не е многу докажано. Во секој случај истите доколку се прима да се избегнува малку сахаринот, а другите да се внесат во минимални количества колку да речеме вкусот да се малку по бенефицира подобро. Да. Овошниот шеќер би бил проблематичен? Овошниот шеќер е друго сложено прашање. Овошниот шеќер е фруктоза. Он не се ресорбира целосно, некаде околу пола се ресорбира, пола не. Проблемот кај овошниот шеќер е следен, што поголеми количества на овошен шеќер преоѓаат во слободни масни киселини и понатаму во триглицериди. Значи, кај луѓе кои што консумираат големи количества на овошје или овошен шеќер во други форми, најчесто имате појава на високи масти, триглицериди и потоа имате друго клопче кое се одмотува. Затоа не препорачуваме да се претерува со внес на овошје, што често нашите пациенти, такво сме и подрачи, нашите пациенти сметаат дека е тоа потребно, пожелно и така натаму и така натаму. Потребно е лицата со... Потребно е, меѓутоа во одредени количества. Во одредени количества, да. А во однос на физичката активност, секога се дава препорака да се биде физички активен. Гледачите веќе знаат дека е добро да прават секојдневни прошетки, но очигледно не е доволно да се знае што треба да се прави, треба и понекогаш човек да се мотивира. За да си го зачува здравјето. Обично се мотивираме кога ќе добиеме некоја многу лоша крвна слика или кога ќе добиеме диагноза, па ние сме наместо да превенираме, потоа кај нас е така тоа. Лекуваме. Па видите, према Американската диабетична асоциација се препорачува од 120 до 150 минути неделна физичка активност. Се смета дека е тоа пожелна за секој пациент со диабетес, зборувам. Сега тука треба да се прави дистинкција, зависи од состојбата пред се дали ќе биде потешка физичка активност или многу лесна во вид на пешачење, возење велосипед со умерена брзина или некое вежбање во теретана и така. Морам да напоменам една работа што луѓето со диабетес забораваат.
пред да се одлучат на некаква физичка активност, да го прегледаат очното дно. Аха. Бидејќи секој напор физички може да доведе до тешки промени на мрежницата, посебно од одлепување или крварење, кои што не можеме, нажалост, не можеме да ги вратиме назад. Значи, тоа би било многу важно, бидејќи тоа прво се уочува и состојбата на срцето и крвниот притисок се разбира мора да бидат како треба за да може да издржи одреден тип на физичка активност. Професоре, ви благодарам многу за денешното гостување во Телма Благодарам амбуланта, на вас. за појаснувањето на ова исклучително сложена тема. Не е едноставно да се појасни што е инсулинска резистенција, но го направивте тоа на убав начин. Благодарам. Благодарам. Почитувани, тука заокружуваме денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте. Гледајте не секој работен ден, бидејќи заедно учиме за нашето здравје. Ви посакувам пријатен ден.